Почитувани, фабриката за лаги и манипулации, наречена ВМРО ДПМНЕ, го прави она што знае најдобро. Упатување на клевети кон политичките неистомисленици и нивна лична дискредитација за остварување на ситни дневно-политички поени. Грубите лаги и клевети, кои на вчерашното гостување на Канал 5 телевизија, кон мене ги упати подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски, го прикажува очајот на нивниот кандидат за градоначалник на Прилеп, кој е соочен со пораз и казна на граѓаните. Згрозен сум од бруталните и злонамерни манипулации на Николовски. Со нив, тој и ВМРО ДПМНЕ го допреа дното. Категорично ги отфрлам како невистини и по целосна, кривична и морална одговорност тврдам дека немам никаква допирна точка со наводите кои тој ги изнесе. Ги повикувам надлежните институции веднаш, итно, неодложно да го расветлат целиот случај. Целосно се ставам на располагање за потребите на истрагата. Очекувам во законскиот предвиден рок од 48 часа Николовски јавно да се извини, и тоа на истиот начин и во истата форма на која ги упати бруталните клевети. Доколку не го стори тоа, ќе поднесам соодветна тужба за заштита на мојот чест и углед. Почитувани сограѓани, монструозната конструкција која на моје лично име ја упати Николовски, неизбежно подсетува на еднорежимско време, на методите кои ги користеше злосторничкото здружување предводено од унгарскиот бегалец Никола Груевски. Она што не го разбираат Мицкоски, Николовски, ВМРО ДПМНЕ и нивниот кандидат за градоначалник на Прилеп Борче Јовчевски е дека тоа време заврши и дека таквото политичко делување е однапред осудено на пропаст. Граѓаните избираат напредок, избираат подобреднина и концепт најдоброто за Прилеп.